Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте. Денеска имам навистина особена чест и задоволство на гостување во кој имам член од Скопското астрономско друштво. Тој е господинот Радан Митровиќ. Добро вечер. Добро вечер, добре дојде. Одамна не сум направил ваква емисија, мислам дека треба многу почесто, затоа што морам да ви признам, господин Митровиќ, дека интересот за астрономијата воопшто, како некако благодарејќи на интернетот, на подобрите информации, побуди и поголем интерес кај јавноста во светот и луѓе се повеќе се интересираат. Една од причините што ве поканив е затоа што и самата моја публика често пати знае да ми поставува прашања на кои не дека не знам да одговорам, знам бидејќи бев барем на почетниот курс, научив нешто од вас за астрономија кој го организирате секоја пролет, секоја година, но и има неколку момента кои се вклопуваат. Сега почнувате вие со серија популарни предавања од областа на астрономијата и космологијата и филмот кој утре премиерно ќе се прикажува во Синеплекс Интерстелар, а кој ја обработува меѓу останатото и астрономијата, и тоа, колку што можев да прочитам, не сме го гледале филмот, дека исклучително многу се трудел да го направи што е можно по-реален. Ја би сакал сега вака прво Скопско астрономско друштво со едно шармантно име САД. САД, да. САД. Кој го формираше? Кога е формирано? Како функционирате? Формирано е 1998, мада има малце предисторија пред тоа, значи формирано е во Младинскиот културен центар. Пред тоа постоеше едно астрономско друштво, здружение, не знам дали било формално или неформално, сега ташно не може да ви кажам, се викаше Квазар. И луѓе во тоа здружение Квазар, покасно некои луѓе што дојдовме заедно со мен, дојдовме уште неколку луѓе, и некако се зголеми, се создаде буквално таа критична маса за да почне самодржувачка реакција за астрономија. Баш така. Така да 1998 нека со мурот званичани од државата дека постоиме, се трудиме да она што државата, мислам дека кај нас не работи доволно, значи го нема формално астрономско образование по школите, во ниедно. Апсолутно се согласувам со вас. Можеме и за тоа да поразговараме, така? Да, за жал, и оној дел од популација, како што сами кажете, постои кај луѓе, поготово кај малите деца, се зачарани со две работи. Старото, што кој ќе се отворат очи, знаат да прочитат нешто или да видат на телевизија, со две работи. А тоа се астрономија и диносаури. Да. Друго може ништо да не ги интересира. Па и тај после покасно ќе се клучат во инженерство, во музика и така натаму. Меѓутоа, првото во тие две работи се влюбуваат речиси на прв поглед. Се согласувам. Така да ние сме тука баш тоа, значи за тие луѓе што немаат начин да научат нешто, а ние веќе имаме некакво искуство, поготово наше друштво, мислим, кое постои 15 години. Навистина имаме доста луѓе, квалитетни луѓе кои може да пренесат навистина добри квалитетни знаења. Вие сте едно десетина во таа група, ако не се лажам. Да, 50 се членови, але така кажеме 10 на 15 се тие коњи што влечат. Вас ве запознав на предавањата што ги имате, почетниот курс почетниот курс за астрономија, каде што морам да забележам дека покажавте едно високо ниво на знаење и стручност. Таа стручност, како ја стекнавте? Бидејќи и сами рековте, нигде ние немаме катедра за астрономија. Имаме нешто, не дека немаме ништо на факултет на ПМФ, има катедра за астрономија. Ама не е тоа така... Точно, не е нешто што е многу, да кажем, би било подобро да има повеќе студенти, да се повеќе ангажираме. Сега, ајде вака да бидеме општени. Единствена земја, две земји во Европа кои немат обсерватории, ништо сме ние и Албанија. И тука треба да почнеме приказната. После тоа треба да почнеме. А ние ја имаме една од најстарите астрономски обсерватории Кокино и со тоа се гордееме. Треба се гордееме со уште нешто, уште повеќе која се правела. И јас се согласувам
ако се гордеете со Кокино, како не се засрамите што немате една астрономска обсерваторија? Ние немаме обсерваторија со телескоп. Ајде вака да ви кажем уште еден уште полош податок, мислим попоразителен за нас. Да. Во бившата Југославија, која пред да се распадне, имало план да се направи голема југославенска обсерваторија. Мислим, тоа ја имам слушано, не знам колку е тоа точно, ама ја да кажеме од втора рака информација. И кога гледале локации, нашле 5 или 6 локации кои биле соодветни. Така? Ај погодите колку било во Македонија. Не знам колку. 4. 4 во Македонија. 4 од 5. 4 од 5. Да. Значи, рече си комплетна Источна Македонија. Значи, Криво Паланчко, Беровско, Пелистер. Мислам дека Западна Македонија не влегува во тоа, затоа што стварно имат некои лоши метеоролошки, ако сте патувале таму, стално ќе гледате олбаци, нешто. Понекош планински предел. Понекош ми чини да шара има некои си невидливи раци кои сами ќе ги фати облаци и не ги пушти. Да. Така да мислам дека тој дел не е добар. А особено Берово е прекрасно. Вие дури организиравте кампови во летно време. Имаме 3 години во Берово и тоа се стварно незаборавни моменти, незаборавни фотографии. Висорамнина, чист воздух, тоа е она еден од условите. Тоа исто тоа прекрасен крај, да. Добро сирење. Ми го земе зборот. Браво. Да. Поздрав до мои пријатели кои знаат за кои респект за Беровчани. Да, и за Беровчани кои знаат. Луѓе од тој крај. Ви кажа, значи има капацитет за тука. И се сеќам кога ќе одиме на астрономски кампови, кои ќе им кажеме какво небо имаме, кои ќе дојдеме таму, ретко кој има такво небо. Имат нешто хрватите, мора да признам, бевме на Ластово пред година дена, и тоа беше наистина незаборавно искуство, ама тоа е, мислам да дојдете на Ластово е... Да, Ластово е стварно тешко да се дојде. Тоа е нешто како Хавај за Америка, за Југославија, Ластово беше. Тоа е оддалечено острово, среде Јадранското море и нема никакво светлосно загадување. Сега нема, затоа што една словеначка групација за заштита на ноќното небо, така се вика, го одржува со своите активности, за тоа имат поставена специјална расвета, за да што помалку светлината оди кон горе. Меѓутоа, они го решиле островот, ама има проблем околу островот. Овие кочарици што се за ловење на риби, имаат огромни. Мислим дека меревме негде околу 40 киловати светло. Пазите, 40 киловати. За да привлечат риби за... И тие знаат да направат и како. Кога ги нема нив, тоа е комплетно друга приказна на небо. Значи, еден од условите за обсерваторија е чисто небо и некоја висорамнина каде што има поволни претежно суви метеоролошки услови. Што значи во град како што е Скопје, Битола, каде што е ова ниво на загадување, не само воздушно загадување, туку и вие астрономите го нарекувате тоа светлосно загадување. Светлосно загадување, тоа е нешто најлошо што може да се случи во астрономија. Има цели, како се вика, веб-сајтови денеска и формални организации кои се бават со тоа. Не е целта да ние изгасиме светло Скопје за да некој таму гледа небо. Да, апсолутно. Меѓутоа, само треба да земете, кој ќе видите бројки. Ние буквално замислите кога сега примите плата и док дојдете до дома, вие идете по вака и се шетате по улици, не купувате ништо, само да ги фрлате парите. Тоа го правиме со светлосно загадување. Значи, кога ќе се пресметат... Потребите, колку се... Не, ватите. Значи, ви имате силица 100 вати, да кажеме 100 вати силица, ви ударат доле. И треба да ви свети оваа маса. А вие место да употребите 100 вати да осетите оваа маса, ви 70 вати фрлите горе. И осветлувате не знам што. Што? На земјани, на птици, кај што ќе летат. А дури тоа што пречи на астрономите, тоа, ајде, најмала брига. Ајде, да кажеме, ние астрономи може да се земеме и за најмала брига. Комплетна девастација на животински свет. Птиците, инсектите и другите животни, буквално ги убива. Пореметува сон, пореметува биоритам. А за луѓето, тоа е посебна категорија. Јас кој имам слушнато неколку предавања, поготово е пример, се сеќам кога еден човек, тоа ќе сега за нашите женската популација на гледачите што не гледа, буквално вика и ноќе кога сака треба да иде по нужа, треба да иде по изгасено светло. И со затворени очи. Така. А кај мушкарците ние сме малце пофлексибили затоа што сме биле ловци и ние сме биле тие кои сме можеле дозволено било да излегуваме од пеќина, да палиме огњ, додека женка била
како се вика, уз младо, у длабока пеćина. Да не идеме у тие води, Радан, да идеме у нашата астрономија. Да. Значи, вие сте регистрирани како друштво, астрономско друштво, што значи... Невладина организација, непрофитна. Непрофитна организација која углавном се финансира од членарина, нешто од овие предавања, понекогаш ще влеземе на площад со телескопи да покажеме на граѓаните. Да, драги мои, ако сте биле летно време и сте забележали... И зимско време. И зимско ради. Ретко те сретнам зимово, да. Само да е ведро, само да е ведро. Само да е обично кога е ведро време. Радан Митровиќ е на площадот Македонија покрај нашиот војсководец Александар и со неговиот телескоп. Па и покрај тоа загадување, ја бе фасциниран еднаш кога ми го прикажа Јупитер со неговите месечини, го видовме. Значи, на сето оно осветлување, ти имаш навистина добар, успеавме да го видиме и Јупитер и да видам уште... Сатурн не сте го виделе? Неколку месечини и Сатурн исто го видов, со прстените, прекрасни. прекрасни. 50% луѓе да убедам дека не е слика. Да, 50%, значи 100 луѓе ќе ми помнат, 50% морам да им кажам, да играм гимнастика околу телескоп и да докажувам што се не се. Да. Али добро. Пази, луѓе обично немаат представа за тоа. Ние не сме научени да гледаме. Значи, наш вратни пршен, наш полен интерес е ова, не е горе. Значи, меѓутоа има нас неколку што вратни пршен малце накривен, па не полен интерес не малце повисок. Меѓутоа, небото е нешто што мене навистина како личност ме фасцинира. И од сегаш. Луѓе ме прашаат од кога ја ставам ги кажам, од како што знам за себе ме фасцинира небото. Меѓутоа, многу малку луѓе знаат, рецимо, колку некои работи сијат на небото. Сонцето знаеме, најсен. Второ по сјајноста е месечина. И тоа не може, мислим, никако градско светло да ви смета за тоа. Дури кога е, да кажем, полумесечина, ќе ви треба додатен филтер да нешто укочите, малци така натаму. После него идат Венера и Јупитер, да кажеме се, кои ќе ми кажеме, рецимо, него Јупитер као, дај. Ако го гледам со голо око, па да, него као блешти, он е мислим неколку пати посејан од најсејната звезда. Да. И onda рецимо луѓе не пример такви информации не знаат. Јас од кога што дојдов на площад се сретнав со тоа лошо научени работи во нашите школи. Од типот дека Северица е најсветла звезда. Па заради тоа е најбитно. Што не е точно, апсолутно. Да, Северица битна само заради едно, затоа што Поларис или северната звезда која е клучна за ориентир во овој момент во историјата на ова, бидејќи нели за неколку десетици илјади години тука ќе дојде до поместување. Не, многу помалку. Многу помалку. Сега за сега ајде да кажеме за овие 100-200 години ќе биде тука, ќе можеме да кажеме тука или бар тука негде околу е Северица. И заради тоа е битно, и тоа е многу битно, затоа што имам слушното, не знам колку е тоа точно, имам читано ствари, дека интересен податок, дека приметите дека сите цивилизации се развиени на северна полутопка. Ниједна цивилизација не е развиена на южна полутопка. Да кажеме под екватор. Зошто? Затоа што баш таа звездата Северница која ги натерала луѓево да патуваат и да се оддалечуваат од свој посел и со помош на неа се ориентирале. И онда почнале каравани, со материјалните добри ишле знаења, се разменувале култури и така. Ова е интересна теза за развој на цивилизацијата. Не е докажано, мислам, ја не можам да али е интересно како факт. Можеме да спекулираме. Да, како факт е интересно да ни една цивилизација, ни маите, ни египќаните, кинезите. А колку е важно нели во движење кога немаш мапи, кога немаш компас, кога немаш GPS, да имаш една точка на која ќе можеш да се не одредуваш све. Одредуваш све. Значи ти кој ќе одредиш север, вие сте одредиле све. Вие сте одредиле. Барем ако ништо више можете, поготово за овие каравани што ишле со бродови, да кажеме флотите, што ти више можеш да се оддалечиш од копното, а да веќе знаеш како. Дали сметаш дека дали можеш да го споделиш моето мнение во врска со астрономијата и повторно би се вратил на тоа дека Македонија нема обсерваторија, а треба да има, дека астрономијата треба да биде дел од општата култура. Ако ние изучуваме, не знам, историја, географија, ние мораме да имаме базични знаења, барем денеска, после сите можни откритија. Ја во една моја колумна реков,
ниеден свештеник, ја да се прашувам, не би смеел да има свештенички чин, а да не положи курс по астрономија. Па бога ми, па се последните изјави на папата, бога ми би требало. Камоли за ние за луѓето кои нели се посветени граѓански, кои се посветени на она што е науката што го донесе. Денеска науката стана толку популарна, срамота е да немаме основи по астрономија. Океј, се согласуваме по ова. Имаше еден податок дека било подготвена една мини обсерваторија да биде изградена крајот на 90-тите години. Мислам дека човекот од како се вика во МКЦ... Да, во МКЦ Ѓоре Ценев. Не, ама самиот објект каде што е... Планетариумот. Во планетариумот. Он ми каже еден податок дека било скоро договорено, но заради кризата и ситуацијата, бомбардирањето на Југославија и така натаму, било веќе скоро дека на врв на водно да се изгради некоја мини обсерваторија. Да, беше во план и мислим дека дури и средства биле од буџет биле одвоени. Да, и онда валја било мислим дека не беше Југославија него кај нас војната, што сме 2001 година. Или 2001. Да, напарање на НАТО и нешто тогаш е не го само тогаш требаше требаше купи тенки или некое оружје, беше битно много да се купи. Да, време на криза такви работи. Затоа што мислим дека би требало сега, ако мене ме прашат, некој да се направи барем нешто на старт, не мораме да пазите обсерваторија многу скапа работа. Јас имам разговарано и со луѓе од Хрватска што градат обсерваторија и луѓе од Србија. Тоа се милионски инвестиции, тоа не е инвестиција од пар десетини или стотици илјади евра. Меѓутоа, за почеток би требало да се направи нешто као тренинг центар, каде што би вие можеле да обучите луѓе, одека за кој ќе отиде негде утре во странство, много знае што работи. Така да таква тренинг центар би бил многу поевтин и би било, да кажеме, за луѓе во и аматери астрономија да се собира таму, и професионалци од факултетот кои би седнеле да учат. Добро, чекај, малце ме збуни. Затоа што знам дека таа мини обсерваторија, за неа беа обезбедени негде околу 100.000 марки. И со тие тогаш 100.000 марки верувате ништо. Да, со тие и дека требал некаков мал телескоп да се земе, сосема со одвете за тој простор. Сега вака иде. Значи, телескоп е уред кој седи во куполата. Ви треба и купола ставите. Тоа веќе градба. Тоа веќе градба. Ви треба плац. Исто така, од искуство знам во Македонија, не смеете да имате никаква градба, а да немате чурска служба. Или вработи некој тоа ќе чува. Има да ви го однесат. Мислим, ќе ви кажем еден податок. Бевме пред, не знам години, може 7-8 години, која беше исто една варијанта преку природно-математички факултети, не знам какви ти странски фондации да не се дадат пари, да се направи обсерваторија. Посетивме со некои професори од Штип една геомагнетна обсерваторија во Македонија. Геомагнетна обсерваторија? Да, луѓе во кои се бават со геомагнетизмот и фачки, јас стварно мислим, тоа е една цивилизатска тековина. Значи, ние ако сакаме да имаме држава, мораме да имаме болници, мора да имаме школи. Мора да имаме таа геомагнетна обсерваторија. Зашто би вие викале Хрвати или Срби да ви кажат, овакви ви се податоци за вашата држава? Зашто ние да ги имаме тие податоци? Зашто вие морате да се јавувате сега за некои астрономски податоци во другите држави? Кога ние можеме да ги обезбедиме тие податоци? Тоа е цивилизатска тековина на една држава. Како што им пример, вие кога имате куќа, купите врата, купите чини за јадење, ви мора да имате сите тие работи. Не може да јадеш раце. Така и кога си ги правите држава, мора да имате сите тие институции. Колку ќе вложувате, тоа е ваша ствар. Не мораме ние да бидеме сега дел, да правиме не знам каква паралела со НАСА, али да бидеме само барем еден мал запчаник и да утре да кажеме да, ние сме дел од еден цивилизиран свет. Тоа е ова што бараме. Како дел од тоа лобирање, јас обидов и луѓе од Сорос, векам, узнак на мир, ајде да помогнеме, да се ме одбија. Барав само да се лобира, не им барав пари, туку само лобирање за обсерваторија, едноставно, уште не сум притиснал, ни јас, го ставам цело од своја популарност, авторитет, сакам да го вложам во отварање на една таква обсерваторија во Македонија. Особено, ние кои ги имаме еден алшар, кои ги имаме тие 4 локации, би ми било драго ако можеш и да ги наброиш, но предпоставувам дека... Јас колку што имам слушнато, дека се две во Беровско, една Кривопланачко и Пелистер. Така.
Пелистер, фантазија. Да. Прекрасно, прекрасно. А ние се гордееме со културното наследство како што е Кокино, дека е едно од најстарите обсерватории во свет, не е докажано, али така натаму, што значи имаме некоја подлога, дури идеолошка, ако би сакал, нели, иако науката не трпи идеологија и не треба, но многу ми се допадна тоа што го кажа дека како цивилизацијска придобивка, ние ако сме држава, ние мораме да имаме базен, пливачки, мораме да имаме обсерваторија. Не мораме, убаво спомнете базен, не мораме да имаме репрезентација. Да, стварно. базен мора да имаме. Ама базен мора да имаш, затоа што треба дечиња да ги научат да пливаат. Да пливаат, апсолутно. Знаете што, јас се сеќам, пустим прочитано негде, вика, Стара Грчка се сметала за неписмен тој што не знае да чита и не знае да плива. Апсолутно се согласувам. Денеска мислим дека си неписмен ако не знаеш да отвориш на компјутер нешто. Да. А може... Најде. Тоа е друга тема. Ке се согласам со тебе како друга или трета тема, но ќе ги воведеме, ќе го продолжиме разговорот во интересни теми кои со нетрпение ги очекуваат, но морам да ги запознам гледачите затоа што овие луѓе долго ги следам. Ова се ентузијасти. Никој од нив ништо не заработува од ова. Ние се луѓе кои од љубов, овие се луѓе кои мрзнат, гладуваат, кои жртвуваат, се жртвуваат и себе и личен живот, едноставно љубовта за науката и астрономијата им е поголема од се. Трета работа, тоа не се лудаци, тоа се така интелигентни луѓе, тоа не се фрикови, тоа се читани, образовани, кои мислам дека ако отидете на пролет на едно нивно или сега на предавањата за кои подоцна и ќе збориме, мислам дека не само што ќе излезете, ќе се чувствувате како попаметен, подобар човек со нови хоризонти, ќе ви станат многу работи јасни. И зошто е трето најважно се во ова? Во ова време на интернет, кога искачаат разни теории на заговори, на се, човек кој е писмен и кој знае како функционираат звезди, како функционира гравитација, астрономијата, тоа го движењата на небеските тела, што се случува, обзервирањето, тешко дека некој утре може да те мафта со некакви глупости и така натаму, да губиш време и да вечерва сигурно ќе ги имаме и тие прашања. Но ја би ти предложил сега да направиме една кратка пауза, па после тоа би можеле да почнеме, би сакал да почнеме за црните дупки. Директно да скокнеме на космологијата. Негош си мислевме дека ако правиме некој предавање да имаме на црни дупки 1, црни дупки 2, црни дупки 3, да стави само наслов. И да го направите. И да го направите. Па има. И денеска ја околу 15 години, околу 20 години читам литература околу тоа. Фасцинантно е. Но ајде ќе збориме после реклама. Едва и чекам да продолжиме разговорот. Секогаш астрономијата на астрономските предавања започнува со предисторија колку била важна астрономијата во развојот на цивилизацијата, во развојот на човекот низ вековите. Да не го повторуваме тоа, ја би скокнал вака еони малку и би дошол до една од најинтересните теми. Може би клучна тема која е најблиску и до создавањето на универзумот, а тоа е моментот кога ќе се случи такво чудо со материјата и ќе стане нешто што се нарекува црна дупка. Една од најфасцинантните појави во универзумот. Прво ме интересира, до пред некоја година немаше физички доказ, постоеше, условно речено, имаше теориски беше докажана. Кога де факто е она потврдена, дали знаеш точно, ако не мораме да идеме библиографски? Не знам со кој објект се работи за така наречен извор на Cygnus X7. Фактички погледана е звезда, огромна звезда. Така? Која кружи околу нешто што вие не го гледате.
Сега, обично би требало да знае, значи, помала звезда ротира околу поголема звезда. Така. Така, значи, или бој, помалу масивен објект ротира околу поголем, значи, помасивен објект. Земја ротира околу Сонцето, затоа што Земја има помала маса отколку Сонцето. Така. И сега зависи вие видите Земја ротира околу нешто што вие не го гледате. Значи таа огромна звезда ротира околу не нешто. Не огромна, таа е мала. Значи таа огромна звезда, да, огромна звезда. Околу нешто што не го гледате. Вие не го гледате. И тоа е Тоа беше доказ, ја мислам дека сигурно се работи во децении, не се работи во години. Ама знам дека Cygnus X7, значи извор на, мислам дека беше на X генерација, нешто така нешто, важно е најдоа звездата, плав джин, мислам дека се работи за звезда плав джин, тоа се масивни звезди, Сонце. Да, огромни и млади, тие со многу краток век на... И сега тоа, знам пут, тоа се ротира околу нешто што вие не го гледате. Тоа беше доказ. Иако црните дупки беа теоретски предвидени многу порано, а математички, да. Мислам, тоа е релативно мислено кој ќе размислувате, вие мора да дојдете до таков објект. И така луѓе и порано дошле. Вие имате, да кажеме, Земја. Но објасни пред да го раскажеш ова, што значи црна дупка. Тоа не е дупка во суштина, тоа е материја. Правилен назив, ако сакате да бидеме попрецизни, јако минува низ емисија, ќе си ја викаме црна дупка, правилен назив бил црна јама, по семантички би било поисправно, затоа што дупка, вие да кажеме, ако избушите зид, онда протнете рака, нели, помеѓу, тоа е дупка, нели. А јама е нешто што е длабоко, ама нема дно, да кажеме. Так, се согласувам. Тоа има своја подкрепа, нели, во тоа еден вртлок кој нема крај. Не, како се сеќавате оно из физика на потенцијална јама, има тоа крива, да не ги се мора. Ама важно е да кажеме дупка е она кој ќе слушате дупка во зид, па сега гледате таму што се случува, а јама е како некоја огромна дупка што гледате доле во земја, ама знаете дека има дно, вие не го гледате. И така, сега да почнеме како на гледачите Се извинувам. Мали технички проблеми, само еден краток. Се извинувам, почитувани гледачи. Обично кога масивен објект ќе помине покрај, да предизвика електромагнетни. Да. Дефиниција за црна дупка. Црна дупка е мора да ги поделиме, не е една, постои неколку црни дупки, постојат три врсти на црни дупки. Но не, во суштина, први наједноставно, значи она што нас највише ни интересира, да кажеме, црна дупка е остаток од една мртва звезда. Значи финална фаза во умирање на една звезда. Звезди иако траат многу долго, тие имат како човек период кој ќе се родат, имат свој живот и фазиве кои ќе почнат да умират. Но одредени звезди кои имаат поголема маса, тие не завршуваат како што ќе заврши нашето Сонце, како црвен джин кој ќе изгуби материја, ќе се расшири, па на крај бело џуџе ќе остане. Ние го земаме Сонцето како некоја единица за мерило и онда кажеме една сончева маса, масата на нашето Сонце. И сега, во однос на тоа можеме да кажеме дека има помали звезди кои имаат пола, третина, десетина од сончева маса, а има и поголеми кои имаат 2, 3, 5, 10, па и до 70, 80, па и до 100 пати поголема од масата на Сонце. Тие поголеми звезди, тие не можат да завршат, тие мораат да завршат со насилна смрт. Зошто? Затоа што материјата во нив колабира постојано внатре кон дното, каде што се создаваат, а во јадрото на звездите, од вашите предавања, научив дека се создаваат материите како што е калциум, како што е азот, кислород. Да почнеме од почеток. Значи, почнеме од водород. Тоа е нешто најлесно. Водородот е уствари... Водород, која после Биг Бенгот имаме само два елемента. Значи, водород и хелиум. Тоа го прави Вселената и малце утрагу, ќе го забушиме сега литиум, он не е многу битен, сега многу приказан. Али меѓутоа овие два, која масата од водород и хелиум ќе се згужва во некој си простор и почне гравитација да ги собира, како нешто слично како на уцрталите кои ќе гледате на грудка, нели, кој ќе се валја низ брдо, па си собира снег и онда почна се повише и повише да таа грудката да расте. Така нешто од прилика се случува и кај звездата. Некоја помасивна звезда ќе почне да собира, тоест некое тело кој ќе биде во центарот на некој, како се вика, на тој облак, ќе почне да
да кондензира материја околу себе и да прифаќа се повише и повише водород и хелиум и ќе направи едно огромна се уште тоа топка на газ. Радан, згустен газ. Буквално целиот процес на ова све што го гледаме почнало од првото собирање на првите два атома кои се собрале и кои имале поголема гравитација од тој што бил сам. И тројцата па 4, и се поеќе и поеќе. И така се создава звезда која собира материја, самата гравитација околу себе. Во еден момент тоа собирање, бидејќи него и Јупитер го гледаме, тоа е, да речеме, неуспешна звезда, нели, убаво кажан. И сега во еден момент таа заради притисоците што се случуваат во звездата, во еден даден постои еден критичен момент, колку што научив, каде што се случува игнајт и тогаш експлодира и станува звезда. Значи се пали, почнува со фаза на протозвезда, каде што се фачки во центарот почнува да се случуваат тие нуклеарните реакции. 4 водородна атома се не се работи за атоми, него јадрата на водороди се собират и создават јадрото на хелиум. И тоа е прв степен. Значи и нашето сонце тоа сега го прави. Веќе 4,5 милиарди години тоа го прави. Тоа е нуклеарен процес. Тоа е нуклеарен и ќе трае уште 4 Значи сонцето секоја секунда 600 милиони тони водород направи во хелиум. Ги претвора во хелиум. Ама на нешто помалку. 4% ги нема. 4% се губи. Не се губи. Туку се претвора во материја во јадрото. Значи материја тоа е една еднакво МЦ на квадрат. МЦ на квадрат, добро. Секоја материја под одредени услови може да се претвори во енергија, така нормално, и обрнато. Енергија може да произведете материја. Како што било после Биг Бенг, нели? Прво била енергија, па после се создава материјали. И после тоа, откако таа матвашки тие 4%... Тоа е нешто многу од популацијата, зашто мислам кога го нема тоа образование, не може да свати дека буквално енергија и ова е иста работа, е еднакво МЦ на квадрат, ти кажува дека секој предмет, све е ова чиста енергија. Бидејќи, нели, ако му одземеш енергијата на било кој предмет, нема да остане фира на нешто неутрално. Све е енергија буквално. Тешко е да се ментално да се објасни. Значи, звездата согорува. Ако е таа со огромна маса, додека согорува во тој нуклеарен процес, се случува една ковачница на производство на новите елементи. Ама така можеме да се играме само до железо. До железо. Кој ќе го направиме железо, вие сме завршили. Тоа е смртна пресуда за звезда. Значи, до железо може звездата во своето, без оглед колку е голема, значи, ги повторувам само твоите зборови, до железо може да создава материја. Но како се создаваат сега сите други овие во периодичниот систем? Па вака сега, има се само да размисли, пример, ние се среќаваме во секојдневни живот. И со водород, со хелиум баш не толку, освен кога не правиме роѓендани па со ние балончиња. Е така. Се среќаваме со јаглерод, кислород. Тие се све елементи кои се создаваат тие води. Калциумот, туковските наши. Да, силициум, магнезиум, натриум, тоа се елементи кои се добиваат во изобилие ги имаме, така. И до железо. До железо. Ама тие се создаваат со милиарди години. И затоа ги има во толкави количини. И само еден момент таа звезда завршува животот. Значи тоа јадрото на железо буквално пропаѓа во самото себе. Сега како да го објасниме тоа? Зamisli имате еден балон кој нагло ќе го всисате. Самиот во себе ќе колабира. Значи одеднапад со некој компресор нагло му извлекувате воздух и вие тоа е колапс. И целото тоа сега малце тешко се свати. Пази, тоа е материја која не може да поимиш. Јас колку год да се трудим сега да ја сватам, тешко камо ли па да ја објаснам. Тоа е материја која се раздвојува од здрав разум. Тоа не е ни неутронските, тоа што има неутронските звезди, да кажеме, не баш сите звезди на црни дупки. Има пред тоа и неутронска звезда. Толкав е процесот на притисок. Да. Може да замислите вие во звездата да атомите на железото почнуваат да колабираат сами во себе. Тоа е процес кој навистина не само математички е тешко објаснив, туку и замислите на неутронски звезди како тоа. Ви имате, да кажеме, едно јадро на атом, да кажеме, во наш реален живот, да кажеме,
ако е пинг-понг топка, да кажеме, јадрото на атомот, електрон е таму негде можда километар или два далеко од нас. И вие сега се тоа бришете, тој простор кој фачки ништо за вас, и се тоа сите тие пинг-понг топчиња ги лепите еден други, тоа е неутронска звезда. Тоа е материја, ако земете 1 кубен центиметар, да кажеме, отприлike колку коцка шеќер, да кажеме, тежи околу 100 милиони тони. Значи, тоа е отприлike тежина на Скопје. Кој ќе се одземе празниот простор од материјата. Да. И само дојде до неутронска звезда. Доаѓа до толку силно да вика едно лажиче, од тоа тежи стотици милиони. Како е тоа можно? Едноставно го нема празниот простор. Нема го празниот. Ние сме многу голем празен простор. Значи, во тој момент се случува една страшна експлозија, која се случува многу ретко. Една се случила и пред 2000 години, велат. Отприлike наша галаксија околу 100 години би треба за една статистички. Ги откриваме ние, ги детектираме. За жал, од Добро, Рада, не мора у детали. 1500 до сега немаме. За да објасниме, да не ги збуниме. Значи, насилната смрт ние ја забележуваме, низ историја се забележала многу пати и таа е регистрирана и таа се вика супернова. Не ги забележуваме во наша галаксија. Секојдневно ги забележуваме во други галаксии. Секојдневно, буквално. Јас имам лично видено можда 2-3. Ама нормално, не сум ги открил. Други, ама ние сме ги гледали. Тие кои ќе експлодираат, уште неколку дена може да се следат. Да, може да се гледаат некои дена, некои со месеци. Што се случува? Зборевме за да се вратиме на темата, значи со материјата од железо натаму. Како таа се создава? Таа се создава во таа експлозија, така? Да, значи на супернова. Вака, значи центарот, значи од таа звезда, он колабира. Али супернова иде, значи експлозија иде нанадвор. Да, тоа е експанзија. Значи, и при таа експлозија се вика сега се има стручен термин кој се вика неутронизација, каде што фачки тие мали честички неутрини се викаат, буквално шибат по све живо што иде околу. И како ќе удари во некој си неутроном го претвара во протон. Што менјате број на протони, вие добивате нови елементи. И во тој чаробен еден саат од експлозија на супернова вие имате злато, сребро, платина, хафниум, неодимиум, све до ураниум 92. Значи од железо 26 во периоден систем до 92 се создава во тој чаробен еден саат. Тој волшебен миг наречен супернова, таа насилна, прекрасна, можеби најторжествена, спектакуларна експлозија воопшто што се случува. Може се некој сте далеко, сте близко да не е. Не, с краја да е пупу. Не дај Боже, вела дури 500, дури ако се случи на 500 светлосни години, во сериозна опасност би била земјата. 500 до 1000, да, би било. Да, сега од 100 до 500 би било трагично за нас, а веќе после 500 би можело, имале шанси. Има шанси некакви. Добро, ова ми беше. Значи, тие материи до ураниум. Но имаме ние материи во периодичниот систем и после ураниум. Ама тоа ги направил овој. Кажи го тоа. Да, тоа го прави човечки, значи човечкиот ум и човечкото знаење, тоа го прави наука. Денеска имаме негде, мислам дека последниот беше... Тоа е со бомбардирање на одредена материја? Да, ама тие не се стабилни. Мора да знаете одма дека овие најнови хемиски елементи што се пронаоѓаат, они немаат никаква практична вредност затоа што траат 1 милионти дел од секунда. Так. Вие имате неден тука околу плутониум и уште неколку елементи кои се откриени, значи во 20-тиот век усно наречено. И сега што ги откриваме, ама ние не знаеме, за нив не постои хемија, не може да ставите нешто во провет или да мешате ако трае милионти дел од секунда. Да. Така да. Али друго нешто, ние бараме и се уште бараме нешто. Зашто се бара тоа? Зашто и понатаму се бара? Тоа е многу битно. Затоа што постојат теоретски се предвидени така наречени острова на стабилност. Каде што пример, вие може пример, сега мислам кога беше 124 или 126 елемент, ако стигнеме до него, успееме, онда ќе може да пример да биде 124 елемент, кој ќе го наречеме раданиум. А ќе биде стабилен. Значи да биде стабилен. Кој знае какви својства ќе има? Кој знае какви својства? Тоа е само mind blowing. Не баш кој знае, Радан, да се вратиме на црните дупки. Експлодира суперновата, материјата е разнесена, златото што го гледаме, сите овие вредни метали, сребро, сите овие што се значи од железото наваму се создадени во една таква
спектакуларна експлозија. Што значи, ние сме дел материја која доживеала некогаш таква експлозија пред да настане сончевиот систем. Што е со остатокот од таа супернова сега? Што е со остатокот? Остатокот е или неутронска звезда или црна дупка. Или неутронска. Значи, во зависност од масата... Од масата, да. Сега немате да држите бројки, мислим дека не до 10 сончеви маси се создава неутронска звезда, после 10 или 20 сончеви маси и црна дупка. Значи, и црна дупка. Што е разликата помеѓу црна дупка и неутронска звезда? Неутронска звезда, значи, многу густо запаковано едно фачки огромно атомско јадро. Добро. Значи, оние ви кажав, значи, електрони ги нема. А црната дупка? А црната дупка е веќе, ај вака да кажеме, место каде што гравитација тотално збудалува. Значи, тоа е место каде што целата материја пропаѓа сама во себе, да кажеме на некој начин, и просторот околу себе го закрива во бесконечност. Сега, тоа е многу тешко да се свати. Многу тешко да се свати. Дури и на Ејнштејн му требаше имаше проблем теориски да го свати. Значи, низината, за да ја напуштиш земјата, потребна ти е брзина, се нарекува тоа во астрономија и вие го предавате тоа, брзина на бегство. Да, прва космичка брзина. Прва космичка брзина. А тоа е да ја напуштиш негде околу 8 км у секунда. 8 км у секунда. Така. Затоа што таа зависи од гравитацијата на Земјата. Од масата. Од масата на Земјата, поточно од гравитација. Значи масата и гравитација се уско поврзани, директно пропорционални. Но интересно е што кај брзината на бегство кај црната дупка е поголемо од брзината на светлината. И де факто ништо што е фотон, ништо што ние го перцепираме како светлина, не може да ја напушти површината на... Значи, во конвенционална наука и во конвенционална физика ние знаеме дека електромагнетно зрачење или фотони се нешто најбрзо. Тие се движат со 300.000 км/секунда. И од овдека до месечина за 1,3 секунди. Така. Значи, до Сонцето околу 8,5 минути. 8 минути. 8 минути, 15-20 секунди, не бит. Се зависи како мерите. И сега, тоа што е најбрзо, тоа е фачки нешто што ви носи информација. Ние све што гледаме фачки, ние што гледаме фотонска вселена. Не разбирам. Галаксии што гледате, звезди околу, како добиваме информација со нив? Ништо, никако... Од фотоните што ги гледа. Да, гледаме фотонски. Кога би имале начин да ги мериме, мислим, да сега почнуваме се повеќе и повеќе да мериме таа неутринска вселена, така да можеме да гледаме таа неутрината. Ама тоа е веќе малце, како да кажем, пипање во мрак, во темнина. Тоа баш не е гледање. Фотон е фотон. Фотон е фотон и за нас е она што ми кажеме видлива вселена. Видлива вселена. Е фотонска вселена. Така. Значи ти гледате звезда некоја 10 селевски години, вие гледате пред тоа фотон што зрачило пред 10 години. Сега тоа е нешто што е најбрзо, тоа патува во вакуум 300.000 км/секунда. Или околу планета Земја, околу екватор, негде околу 7 и нешто пати. Да кажем. Така да за секунда. Тоа е значи тоа е огромна брзина. Сега, ако вие имате еден таков фотон и да тргне од такво небесно тело како што е црна дупка, значи тоа ќе ја потроши целата енергија и фачки би требало да почне да колабира. Бидејќи он има енергија само за 300.000 км во секунда. Он не може не може да иде поспоро, не може да иде 299. Според постулатите на универзумот, нема ништо побрзо од брзината на светлината. Оно што денеска ние знаеме, значи конвенционална физика како што денеска. Освен ширењето на универзумот. Освен значи тоа важи за сите работи за универзум, освен за самиот универзум. Освен за самиот универзум. Да. Тоа е фасцинантна работа. Да, универзум може да се шири побрзо од брзината на светлина. Да. И тоа е навистина mind-blowing, се обидував да го исперцепирам, но поготово во периодот така наречен тој уште не докажен период на инфлација каде што ја стварно не знам, повеќе кратно побрзо од брзината на светлина. Да. Тоа со вашиот претходник мислам Филип Парталовски беше гостин овдека. Ја многу го поткачив за повеќе за космологија, одошто за астрономија, бидејќи нели се и повеќе говориме во моментов за бидејќи основата на астрономијата е први нели нашето небеско нашата планета Земја, месечината, сончевиот систем
И преку тоа ние тоа ќе го добро осознаеме, можеме после понатаму да следиме што се случува, бидејќи тоа е одличната база за спознавање на останатото во универзумот. Интересно е дека доскоро сиве овие теории и тези, например, дека универзумот е настанат во еден момент, например, дека фасцинантно ми беше кога открив дека Ајнштајн сметал дека според неговите сознанија тогаш дека универзумот е статичен. Да. Каков што е, да, секојаш били, секојаш ќе биде. Дури негдека 50-60 години е докажано дека тој Биг Бенг. Знаете што, луѓе обично се привикуваат на Ајнштајн, морам да кажеме на работа, тој е несомнен генијалец. Тоа никој не може да му го спори. Многу има по други работи. Например, овие сцени што ги гледаме од Хабл телескоп, Едвин Хабл е еден од можеби најзначајните во астрономијата. Не, сега нешто друго знаеш, да ви кажам, може не се го знае, ама е интересно. Она позната равенка е една која се еднаква, да сите ја знаат, не, он има една друга равенка која што е уште многу поважна за физика. Он ја напишал. И он се во еден момент се одрекнал од неја. Баш заради тоа што он мислел дека вселената е статична и така натаму. Деловите од таа равенка денеска се, да кажеме, оче наш во денешната физика. Ајнштајн е несомнен гений, меѓутоа он си има своите грешки и тоа си ги признал порано или погодосно. А не треба никош од научници да се прават некои си големи, така да кажеме, полубогови или цели богови. Поготово тоа често го правиме со Ајнштајн и приметив и со Никола Тесла го правиме доста често. Тие се точно несомнени гении. Тие се нешто, знаете што, тие се мора да им се призна една работа, значи буквално го окренале друг лист и рекле од сега ќе правиме вака. И тоа е многу бе. Ама не смееме од нив да правиме божанство. Имале они многу грешки. И Тесла, и Ајнштајн. Ајнштајн има такви грешки што он денеска буквално тие неговите следбеници, не следбеници, ученици, мислим, стварно дојде да се смеете, значи на вашата равенка која е денеска закон во космологијата, вие се одрекнувате од незе затоа што мислите дека еден дел од незе не може да биде точно затоа што е вселена статична. Имаш поинакво идеолошко гледање на состојбите какви што се. Не, има такви сознанија, такви, добро, не е битно, ама не смееме да правиме божанство. Ајнштајн е Ајнштајн и толку. Оно е интересно, колку повеќе почнуваш да ја следиш астрономијата, толку повеќе се фасцинираш и едноставно човек се забезекнува од сето тоа. Доскоро не се знаеше дека освен нашата галаксија постои нешто друго. До Хабл? До Хабл. А Хабл кога откри дека тие мали светлечки точки не се уствари некои далечни звезди, туку далечни галаксии. И кога почнаа да откриваат точки, него тие мали облачиња што мислеле дека се тие маглини внатре во галаксијата, тој измерил една звезда во таа галаксија, во таа маглина што он мислел дека е маглина. И сега замислите, вие сега мислите сега во Македонија сте и сега мерите дужина на Куманово, сега почнете да мерите, измерите Куманово на 600 км, а Македонија 200. И сега ќе кажеш, тоа е тотално нездраво. Значи нешто друго си го мерил Белград. Почнуваш сваќаш дека е тоа Белград. Буквално тоа се случило. Ти значи си знаеш дека Куманово, Македонија, тоа мислим маглина, тоа е наша галаксија, тоа е наш универзум, све лево, десно, толкав ти бил. И тоа он го направил. Само што тој дадов можда лош пример да не се налутат Куманово. Не, ворете. Ама тоа е тоа, мислим буквално тоа е тој момент кога вие мерите нешто што мислите дека е нешто внатре во кругот, измерите дека тоа, а дека надвор од нема ништо. Има. И фактички рапидно почна да се, значи буквално секоја година или ден почна да се менува големината на нашето звезда. И денеска се најпрецизни мерења негде околу 3,78 13,8 милијарди светлински години. Дека видливиот универзум изнесува 13,8 милијарди светлосни години. Значи универзумот почнал пред 13 милијарди години и до сега се шири и ова е видливото што можеме. Суштинскиот велат дека е негде околу 90 милијарди тој што се движел побрзо од светлината. Тоа, знаете, стварно не сакам да приемам вода кој ќе судувам, така да не е сакам. Да, добро. Си остав живот песок за други. Ама тоа, знаете што, ние кој ќе гледаме во минатото, ние гледаме како работите во универзитет еволуира. Ние ги гледаме пример, галаксии како наша.
кои биле место 100.000 години, кои биле многу помали, многу погусти. И буквално како уперите, пример, Хавол, со не знам тие, ако имате тие слики на длабоко небо, како беше, не се сеќам. Deep Space. Не, Deep, така нешто беше или така, имаше многу добра фотографија, кај што се на една фотографија гледате јадите галаксии. Да, така. Негде околу 11 Deep Field. Deep Field. Таа е пример фотографија. Пример, вие буквално може да видите галаксии кои се рецимо 12 или 13 милиони. И гледате буквално оние првите моменти. 12-13 милиони милиарди светлосни години. Гледате, да. А уствари тоа што го гледаме низиниот те зародиш, каква е она денеска не знаеме, затоа што светлината патувала од 12 милиарди години. Можеме да предпоставиме да ние гледаме нас, нели, наша галаксија, па како се развивале. Има некои закономерности кои не може да ги пренебрегнете. Мислим, така да сакам да кажам дека се дојде и до некоја бројка колку звезди има во нашата галаксија и некако таа се преслика и во колку има галаксии. И едноставно бројката е бесконечна, неколку милиарда. Не, конечна е, значи за галаксијата, али е голем. Значи вие имате наша галаксија има негде околу, ајде се збори од 200 па до 400 милиарди звезди. Кој бројка да земете е многу голем. Да. И 200-400 милиарди е многу голема. Ред на големина е ист, значи велат дека иднината на човештвото да иде во звездите. Да. Но ако се да го спомнеме Интерстелар филмот. Интерстелар баш тоа значи помеѓу звездано нешто патување. Да. Но колку повеќе осознаваш астрономијата сериозно, научно, не како научна фантастика, не како стрип, не како мечта, станува се поневозможно. Максималната брзина дури и на во космосот кој е 300.000 километри во секунда. Значи само од сонцето до земјата нам ни требаат 8 минути. До најблиската звезда колку ќе ни треба? 4,2. 4,2 години. 4,2 години ќе ни треба ако патуваме со брзина на светлина. Тоа е Алфа Кентаур. Проксима Кентаур. Проксима Кентаур. Значи вака имате Алфа Кентаур, има фактички тоа значи имаме едно сонце, една звезда, таму се 3 сонца. Да, добро. Таму има Алфа Кентаур Б и Проксима Кентаур. Таа се моментално е најблиска, ама не знам која година ќе биде. Сакав само од прилика да кажам, ама добро, професорот мора да ме коригира, многу е прецизен заради тоа. Проксима. Та затоа и мислим Проксима значи најближа. А камоли овие екзопланети кои ги открија, да речеме, за кои се смета дека не знам дали го изговорив добро зборот, може би изгрешив во изговорот. Екстрасоларни планети или екстрасоларни планети кои екзопланети кои на кои се претпоставува дека може живот и кој е привлечно човек да отиде, нели, бидејќи еве кај да е Марс ќе го отидеме во некоја блиска иднина, на месечината бевме и покрај сите шпекулации бевме. Ја искрено знам дека бевме. Да, баш така, убав термин мора да пофалам, значи да го избришеме збор веруваме, значи знаеме дека сме били. Знаеме дека сме били. Верба ќе ставиме за други, ние ќе знаеме. Тој што се занимавал со наука знае дека е точно. Тој што не знае доволно, тој може да се занимава со шпекулација. Ние ќе знаеме. Да, ние знаеме дека сме биле таму. Но едноставно станува невозможно дека човек ќе мрдне многу подалеку. Невозможно. Конечната брзина на светлината и материјата кажуваат дека илјадници години ќе му треба на човек. Како ќе стигнеме тогаш до друга? За космосот ништо, но за нашиот живот? Добро, ајде. Вака, чисто ако може да поставим едно прашање? Повели. Кога би имале тајмашин, временска машина и сега имате она копче, сакам да идем назад во историја или напред во иднина, кај би отишле? Во иднина. Одма во иднина би идел. Јас сум еден од тие кој историја не ти рака. Некој би се вратил, да, другар ми вика, ја одма назад се враќам. Зашто? Вика, одма да играм на Милан кога освои Лига на шампиони за да ќарам на спортска хладилница. Сигурно сум дека има и многу попаметни, подобри добивки, барем нешто. Ама поента. Ако идеме во иднина? Да. Што? Мислим дека таму е она права работа која ќе, ако останеме, мислим, големи се предизвиците пред човечкиот род. За среќа, низ историја ни кажува дека ние се уште да сме добро се справувале со сите проблеми. Од пронаоѓање на ватра, која било сериозен... Пронаоѓањето на огинот, добро?
Много се извинувам. Па до сега имаме мали милион пронајдоци кои можеле да не сотрат на еден или на друг начин. И сме преживеале. И се уште преживуваме. И јас лично му стварно верувам, најискрено, еве тука не знам, ама ете ќе употребам тој збор, верувам, дека ние имаме иднина. Ама дека таа иднина, дека ќе ни се допадне на секој, тоа не е сигурно. А тоа апсолутно се согласува. Сите промени, луѓе се самоубивали кога научниците докажа, кога рекоа се врти. Да. Тоа било шок цивилизацијски. Да, па ние денеска, стварно ми е жал, ама мора да се спомене, че ние денеска дебатираме за едни такви приземни работи, кои се стварно работат од минатиот, дури може да кажем не минатиот, него предминатиот век. Нас не чекат навистина добри и убави работи во иднина. Јас сум сигурен дека ние ќе имаме добра иднина. Не сите. Одма да бидем прецизен. Нема да имаме сите добра иднина, ама големиот дел или попаметен дел од човештвото ќе има добра иднина. Стивен Хокинг исто века. Иднината на човештвото е во Вселената. Ние мора да патуваме таму. Тука, ама немаме избор. Ние немаме избор. Или така, или не нема. Или ќе ние знаеме низ историјата и на човечкиот род, и на животинскиот свет. Дека сме морале да се селиме. Значи, не, оној кој застанал при еволутивниот тек, кој застанал, времето го избришал. Така. Времето си наоѓа начин како ќе ти избрише. Диносаури, кога се создале пред 300 и кусур милиони години, нивниот еволутивен тек бил побрз, поголем и така натаму. Можда му тај свет околу него тоа му не ишол кон тоа да се бори да осознае нешто лево десно. Кај приматите било поинаку. Добро, можда тоа било наша еволутивна предност заради мозокот, ама што решиле? Но после 300 милиони години едноставно нивниот напредок не ишол ништо, освен тоа да бидем поголеми да можеме побрзо да убијаме и да се најдеме. Еволуција, тоест времето наш начин со астероидот, нели, кој за кој денеска знаеме, буквално ги тргнало од оваа планетата Земја. Ние денеска можеме да кажеме дека екзактно знаеме уште колку имаме кирија овдека можеме, колку ни е кирија платена и више не можеме да седиме тука. Нашето сонце има уште 4,5 милиарди години да живее. Заборавите 4,5 милиарди години. Тој има своја еволутивна, океаните ќе ни се исушат до 500 милиона па до можда милиарда години. Немаме да имаме океани тука. Значи ние точно знаеме дека ние мораме да одека. Пазите тоа се стварно многу големи цифри. Само да ви кажам дека пред 600 милиони години немало повеќе клеточен живот на оваа планета. Имало некои клетки така, некои тука се шетале. Пред само 600 милиони години. Уште толку имаме. 500-600 милиони години можеме да живееме тука. После тоа паметни луѓе ќе си одат, другиве тука нека си ги чуваат. Сюжетот на Интерстелар, филмот кој утре вечер ќе се прикажува и кој вела дека Нолан се обидел да направи така спектакуларен филм за истражување во Вселената и да биде што е можно по-реален, и вела дека ќе допира дури до височините на Кјубриковата 2001 во прикажувањето на реалноста на космичкото патување. Токму на некој такво сиже дека човештвото е веќе ставено во критична пресвртница заради собствената екзистенција, веќе мора да истражи понатаму. И се случуваат некои работи, не знам потполно, не го знаеш ни ти да ќе треба да го гледам. И многу е голема фама околу овој филм заради начинот како го снимил, приказната, а и досега све што сними тој човек на вистина фасцинантно. Дека фачки тие некои фачки што се подготвувани, некои си материјали за филмот биле малтене научни експерименти кои баш добро тргнале и се употребени во филмот. Да, последното е, видиш, Радан, еве информација имам и за вас, можеби, а предпоставам дека и вие сте дошле многу и попрви. Пред некој ден излезе дека сакајќи да креира црна дупка во филмот, толку многу податоци имал поднадзорник некој еден од најголемите научници кои истражуваат на полето на црните дупки. И му биле на располагање можеби најголемиот број компјутери кои требале да го генерираат сето тоа. Ги хранел, кој велам генерираат, визуелно да генерираат од сите податоци. Огромни количини на податоци, скоро се што е дознаено како податок е внесено во генерирањето на сликата и добиле првпат, вика, благодарејќи на процесот на снимање на филм, ние ја имаме најдобрата слика
најреалната слика за тоа како изгледа црна дупка. Така да мислам дека сцените снимени кои ќе има црна дупка или не знам, предпоставувам, видов некоја фотографија и така многу ме заинтригира, а човекот знае и да покрај визуелни ефекти не е тоа само холивудски блокбастер, има и драма и приказна, знае да те залепи. Но во секој случај ова се фасцинантни моменти. Вие како Скопско астрономско друштво утре вечер пред премиерата на филмот ќе одржите и кратко предавање за црни дупки. Да, мислим дека 10-15 минути пред првата представа ќе биде нешто. Ќе имаме неколку слики од нашата изложба која имавме скоро во МКЦ. Ќе биде отваѓан тука неде во фоајето каде ќе бидат приказани објектите од длабоко небо, неколку галаксии, маглини, што сме ние, значи нашите, да се исчаламиме, што ви се река. Што правите сега? Кога ви почнува серијата на популарни астрономски? За тоа малце не само да спомнам дека ќе биде таму еден телескоп, сега уште не знам како. Телескоп ќе ставите таму. Да. Кај ќе гледаме таму телескоп? Претпоставувам на балконот ваму кај ќе гледаме. Тоа ќе мораме да решиме утре. Тоа е логистика која ќе се решава утре. Прво мора да платиме за да не биде ведро. Тоа мораме да видиме кој ќе спонзорира ведро. Да. Ако не биде, onda ќе биде чисто како декор. Така. Значи вака за циклусот. Циклусот ќе почне на 13 и ај погодите кој ќе биде прво предавање. Црни дупки. Црни дупки. Па не, играме секогаш со тој џокер затоа што имаме најбољи предавач, тоест девојче која е Билјана Денисиева, која е број 1 предавач. Она не беше во можност да дојде, инаку не за ја барав да дојде, бидејќи сакав цела емисија на црни дупки, додека ти си, например, по сестрани, по експлицитен околу астрономијата, воопшто и астрономските. Она ќе држи првото предавање за црни дупки и секогаш е добро посетено, има страшно добри прашања, секогаш тука се развива една добра комуникација со посетители. Она се труди и тие некои нови податоци да се внесат. Сега дали ќе стигнеме да ги внесеме податоците од филмот, ќе видиме, пошто те сме кнап. Ама 13 значи, идната недела тоа ќе биде. У четврток. Кога почнува? Од 8 сат. Фала ви многу, пак да не можам јас да дојдам. Хендикеп. Праше си шефови, можда ќе те пуштат. Шефови ќе ме пуштат. Ама ти почнаш од 10? Да. Па ќе побегнеш од 9:30, ќе те пуштиме. Што е до 9:30 саат и пол предавање за црни дупки? Па тоа е као да си сркнал една голтка од кафе. А вие до 12 саат ќе останете таму дебати. Нема, тука сме 10:15 најкасно. Така да ако закасниш, ќе те оправдаме предавач. Јас ќе ги следам, значи сите ваши најави, ќе имате бесплатна реклама кај мене. Благодариме. Не треба да ми благодарите, ја ви благодарам вас од име затоа што правите нешто сами за кое никој не ве плаќа, а ни правите огромна услуга нам кои не интересира, сакаме да ја прошириме општата култура сопствена, па и да се надградиме како луѓе. Сепак постои нешто што викаш логистика, постои изнајмување сала и така натаму и така натаму. Вие немате не изнајмуваме ништо затоа што луѓе во факултет. Но се плаќа влезница за. Да, се плаќа 100 денари, мислим дека е символична цена. Да, символична цена. Луѓето од електрофакултетот ни излегува стварно во пресред, така да ни помага. На електро или на машински, кај ќе биде? Јас стварно не знам, и ден денеска никога не ми е јасно како се. Но секогаш ви излегува. Да, стварно се луѓе во пресред. Према нас така морам да ги пофалам. Секојаш едно стварно институции кои ретко така ни добро излегуваат во пресред и ни помагаат со таа, ние имаме сега упренати таму со станоци, одржуваме, така да луѓето се прекрасни, така да ги пофалам. Заслужувате, ама сите до еден. Стварно заслужувате. Вие сте група луѓе која заслужува да биде финансирана затоа што знаете да правите проекти. Кога бев на нивните почитувани гледачи, кога бев на нивното почетниот курс за астрономија, кога го следев. Ај самите предавања што се интересни сами по себе. Елоквентни се. Никогаш не е сам предавач. Постојано се уште тројца, четворица се надоврзуваат, помагаат и го збогатуваат. Секогаш дозволуваат да се развие дискусија. Потоа има посета на планетариум.
посета на терен, да се гледа, да учите. Како да направите фотографија. Така тоа се работи и на крај писмена задача да положиш, да видиме што си научил, нели, за да добиеш. Ја таа не ја положив, ја положам некојаш, добро. Но во секој случај, навистина, за некој, знаете, ретко сте кога некој стварно од ентузијазам и волја го прави се во ова, нон-профит, респект. Мене ми е жал зашто сите овие невладини организации кои за разноразни работи плямпаат, никако не им се тие изворите нивни, не им текнува да спонзорираат нешто вакво. Ја пак мене искрено ме болеше кога ги молев невладини организации да ми помогнат само во популаризирање, да дигнеме джева, да подпишеме неколку онака како организации, па да праќаме по влада, по институции, за да собираме авторитети, за да се изгради обсерваторија во Македонија. Тоа ми е желба. Тоа би било ултимативна цел на ова друштво. Ќе направиме кратка пауза, а после тоа би те замолил да одговараме на прашања на гледачи, бидејќи има сега, знаеш што ние... Само да ги спомнеме овие, како се вика, овие предавања, пошто вие убаво спомнате курсот, ама курсот ќе не иде на пролет, иде отприлика после, баш така, кој ќе заврши зима, пошто на пролет и така. Зато ги викаме така пролетен курс. Овој циклус не е за тоа да луѓе сега на пролет имате, ви знаете, имате скрипта, па учите, па ние не, овде е популарно предавање, така. Овде дојдете, ние, значи ви кажеме тоа што има да ви кажеме, онда почнеме нека интеракција да видиме колку можеме да луѓе да прашат, ние колку што можеме да одговориме. Некогаш стварно знаеме, мора да признам да станеме по пола сат и повише, тоа некогаш знаеме помалце. Се зависи од темите. Првата тема вие спомнавме, нели, на 13 што ќе биде тоа, ќе биде за црни дупки, после тоа ќе имаме за теорија на заговор. Денеска интернет преполнен со нив и ќе се обидеме барем на неколку... Браво, затоа што после ова ќе те прашувам за месечината, за Марс, за Нибуру, за не знам, Нибиру, за двојната земја, за 300 работите и најверојатно и доста прашања ќе има такви. Да, па веројатно, знаете што, прошла година имавме за воземјани, сега имаме за ова. И елиените, кај се тие. Зашто се тие интересни теми? Затоа што интернет е препон со нив, а мислим дека е ред да ние сме една од тие организации која шири астрономија, сака да се како наука, меѓутоа е браниме наука како сама себе, како целина. Така е. Значи научната критична мисла, она што ние, значи не е се што ќе прочиташ, не е се што лета се јаде, не е се што прочитате и вистина. Нешто секој што ќе се повика на Ајнштајн или на НАСА е вистина. Респект. Тука сме баш за тоа. Не верувам, нити ни е целта, да пример, ако дојдат 50 луѓе, да ние после 50 луѓе да кажат, стварно било така. Ама доволно е да почне, чекај, дај да проверам да видам стварно, може да овој човек што каже, да видим кај прочитал тој, па да видиме дали тоа така или не е така. Дали баш тоа што летело може да се јаде или така. Али после рекламите. Кажи ми пред да ги пуштат рекламите. Дали некогаш си видел низ твојот телескоп, бидејќи твојот пршлен е еден од највиталните овдека во оваа држава од виткање на го. Дали си видел неидентификувано летечки објект? За жал не. Одиме со реклама. Почитувани гледачи, ќе ги отворам телефоните за вашите прашања. Предпоставувам дека дури и оние кои не се интересираат за астрономија дошле до некои такви прашања, имаат подпрашања разни. Имаше некои и бенигни прашања, например, кои се учат на почетниот курс на астрономија. Зошто ние гледаме само една страна од месечината? Тоа е така за плинските влијанија. Значи, ние знаете, секој што бил на море или па и на езеро, видел дека има плима и осека. Се зголемува нивото на вода, па се намалува. При тоа се вачки врши на кочење на ротацијата. Значи, нас месечина не кочи, исто време и ние кочиме. И ние многу повеќе плински делуваме на тоа. Тоа
таа плима е фашки као Ние некој... исто, како што месечината делува на земјата и земјата делува на месечина. Да, принципите со тоа што фашки ние се кочиме. Сега, кога месечина е создадена, таа е создадена многу поблиску до земја и тоа меѓусебното кочење било многу појако и посилно. Така да ние сме фашки закачиле, фашки една страна и секој ќе гледаме една страна. Ама не знам тачно, ама мислим дека се милиарди години прашање и она нас не кочи. За времето на диносаури, рецимо, денот требал 22 сата. Така. Сега е 24. Така ќе се намалува, ќе се се повише ќе се зголемува и еден момент ќе се заклучат месечина и земја и ќе се гледат, значи една страна на земја секој ќе гледа месечина, а друга нема ни да знае дека постои. И тие така ќе се ротираат. Значи земјата, месечината не ротира. Не ротира за нас земјаните. Ако се качите на Марс или на Венера и сте подалеку од месечина, вие ќе гледате како месечина, ќе гледате и едната и другата страна. Не ротира околу сопствената оска. Ротира, ама тој период на ротација е изедначен со период на револуција околу земјата. И заради тоа, за нас, земјаните, таа секогаш не гледа. Едно, малце имам, ние негде околу 59% имаме, значи малку гледаме вака и вака месечина. Значи, нема страна која ние не ја гледаме, не постои темна страна на месечината која не се свртала некај земјата да можеме да ја согледаме или постои? Терминот темна страна месечина постои само во песната на Pink Floyd. Да, но ама постои ние целата површина можеме да поблиска и подалечна страна. Значи, ние една страна за нас земјаните секој ќе всетена кај нас. Ама ако отидете да кажеме на Марс и уперите телескоп и ја гледате месечина, вие ќе гледате и едната и другата страна. Ротира ли месечината околу својата оска? Ротира. Колку трае месечевиот ден? Исто колку и месечевата година, 27-28 дена. 28 дена и треба на месечината да заротира околу својата оска и за ист период да се ротира околу земја. Дали тоа значи дека ние со телескоп можеме да ја забележиме низ еден подолг процес, да ја погледнеме, да ја видиме целата површина на месечината? Не, никад. Никогаш? Не. Значи, постои некоја површина која нема да ја видиме и покрај ротацијата. Значи, тоа е другата половина на месечината. Не знам дали имаме многу интересна приказна дека еден производител на шампањско во не знам кој век, 17, 18, 19 век, не е битно, дал награда од не знам какво многу квалитетно шампањско, кој прв ќе ја види таа друга страна. Луѓето секогаш знаеле дека постои друга страна, ама никош не ја виделе. Затоа што се врти секогаш кога е темна. Да, до Луна 3 мислим дека се викаше советската мисија попрецизно, која фашки со камерите, со прва фашки мисија која ја заобиколила месечина и со нормално со камери ја снимија. Ја снимија. Да. После неколку дена и стига од тој производител во руско шампањско. Ги отворам телефоните за вашите прашања. Имаме гледачи? Да, имаме. Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Како се, дали сте добри? Добро, благодарам. Повелете прашањето. Јанко, вака ме интересира нешто. Пред месец и пол имаше на CNN на Hot News. Се појавува вулкан во северниот пол. Тој вулкан, значи, секој ден еруптира, после тоа се смрзнува и научниците кажуваат, значи, ова е пред 40 години кажано на тие што треба, а овие сега што не слушале, кажуваат дека 5% од популација ќе остане во наредниве 10 години. Добро, ова е до ние теорија. 5%? 5%. Не е од теорија, значи тоа... Добро. А што ќе направи тој вулкан, вака, извини? Па поубаво е да еруптира сега, одошто да секој ден да го делува глечерот и глечерот да се... Добро, што ти е прашањето? Дали има сепак некоја теорија, дали е тоа сепак вистина? Зошто мене се уште не ми се верува дека стапнал човекот на месечина. Добро, може ја да прашам гледаш нешто? Не, благодарам за јавувањето, да не влегуваме во дискусии со нив. Човекот не верува, добро, има право да не верува, така. Јас и ти сме од оние кои веруваме во тоа. Вака, да го посоветуваме гледачот да си настави да си плаќа пензиски фонд.
ако вероятно работи, да предпоставяме дека човекот работи, нека настава да си уплаќа у пензиско, затоа што дека ќе си прима пензија и после овие 10 години кои ќе останат 5%. Така. Така да нема никаков вулкан. Еве, последно излезе, навистина е стварно вулгарно, многу и портали без никако да го проверат, наводно НАСА објавила, а нема никаква врска. Ја барем ги следам и АПОД страната редовно, значи Astronomy Photograph of the Day, како и овие неколку орбитера кои ги имаат за наблюдување на сончевата активност која дели може да се гледа и извештаите на НАСА секојдневно што искачаат на астрономската агенција. Велат 11, 12, 13 или 17, 18, 19 декември 3 дена ќе владеел потпун мрак на земјата. И уште се повикале на нас. Уште не. Тоа е едно многу убави примери на лошо новинарство. Кој се повикал на вас? На НАСА. А на НАСА, да. Ја реков уште на вашето, на Скопско астрономско друштво. Не би ме зачудили тоа да се. Тоа, одма ги идеме да ги апсеме, тие што се. Вака, најлесно кој ќе напишете чланак, НАСА објавила тоа и тоа, НАСА направила ово. И одма тоа, знаете, ставате авторитет пред вашата, одма треба да... А никој не го проверил? Да, нормално. Нема линк? Па само долно отворите НАСА. Дали е возможно астрономски 3 дена земјата да биде во мрак? Не, никогаш. Дали некогаш била? Никогаш. Дали некогаш ќе биде? Не. Благодарам многу. Ама мрак не мора да значи таков. Тука малце ви кажав, некој нешто прочитал, па не разбрал, па ги измешал лончињата, па се истресол на сите. Тоа може да биде и вулкански облак. Не. Се работи за така наречен технолошки или цивилизацијски мрак. Ние сме луѓе. И ние како за последиците од тоа што он сакал да каже, нема да не допре доколку не се занимаваме со технолошка и со технологија. Еве да кажеме, јас и ви сега седиме пред рефлектори, камери, ви имате една многу убава направа, со компјутери сме сите окружени. Ние сме поред тоа што сме луѓе, ние сме цивилизацијска високотехнолошка цивилизација. И зависиме од нив. Од тоа. Кратко само да чекаат гледачи. Датите не се битни во момент. Добро. Пред 2 недели се случи, или пред 2-3 недели, имаше една огромна сончева пега на сонцето. Рекордно во последните 25 години. Конечно, после толку... После 25 години имав среќа, мислим да видам такво нешто убаво. Тоа беше прекрасно, уживав додека ја гледав. Го гледаше низ филтер со твојот телескоп? И многу граѓаните на Скопје има прилика да видат. И мора да се пофалам со тоа. Сега, ама таа пега беше како некој си топ насочен кон нас. Среќа, имаше што многу мала веројатност некој околу 10% да пукне на кај нас. Доколку пукнеше на кај нас... Оверлоуд може како 89-та година да направи на целиот електроенергетски систем и да колабира. И ти сега трчи у Сименс и таму конкурира и до 2-3 години има да помира до... Не мора толку обширно, јасно кратко и кажам. Значи, електромагнетните бранови од такво... Не електромагнетни бранови, честичките. Електромагнетни бранови ќе ги приме за 8 минути. Ама честичките, значи протоните и електроните што ќе дојдат од сонцето, тие ќе спржат овдека секој... А кога ќе дојдат? Па тие доаѓаат за ден до два. Се зависи колку, да. Али ќе знаеме, ние имаме да кажеме баш заради тоа што го спомнавте 89 што се случило во Канада и во Америка, кога им падна целиот електросистем заради... И направи неколку милиарди долари штета. И сега вика, ајде да вложиме боле неколку милиарди, па ќе направиме неколку сонди околу сонцето за кои вие ги спомнавте малку и ги гледате нели тие што се сондите околу сонцето и сега сонцето се мониторира 24/7. Добро, одиме со следниот гледач. Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер, Јанко. Добро вечер, повелете. На телефон е Дејан. Го поздравувам гостинот Рада. Јас лично се познавам со него и често посетител на площадот со кај што и он го поставува и телескопот. Многу пати сум гледал преку телескопот многу интересни објекти. Сатурн, Јупитер, значи месечината да не збориме, значи и многу сум научил од Радан, што ми е многу драго, го пратам, го следам и неговите предавања на електрофакултет. Само напред, подршка голема од мене и од моето семејство. Го имаме завршено курсот по астрономија и положено испитот. Со колку? Со 5-ка? Да, се шегувам. Прашања бе во ред, да. Океј, ти благодарам за поддршката. Да, мислам дека знам кој се поздравува. Дали имаш некој конкретно прашање или само поддршка? Само поддршка, секој... Утре у кино ќе одиме, ќе се најдеме?
Да. Секој добро и многу здравје на Радан. Фала. Ајде, Пријатно, поздрав. Поздрави од мене. Убаво. Да не испееш и некоја песна, Радан? Ако сакам да ги збркаме гледачите, не, ако сакаме да променам сите канал. Се шегувам. Ајде, јас ќе поставам прашање. Годиниве се шпекулира доста и тоа е една од најголемите теории на заговор во моментот, така наречената тајна планета која ни ја прикриваат, една небулоза се вика планетата Нибиру. Што е приказнава околу Нибиру? Тоа е она, знаете како беше кога оној помалку паметен ќе врзе чвор 100 паметни, после не може да го разбере. Доста со аналогии. Збори ми конкретно. Значи, некој паметен човек, баш така, паметен човек, измислил приказна и успеал многу добро да ја продаде. И тој човек се збогатил со тоа. Верувате, значи тоа си напишал, има едици. Дека е некаква планета која лета надвор низ као комета, да речеме. Орбитира. Значи, ако лета тоа треба... Ама дека имало докази од мајите, дека таму не знам пред колку години, дека таа веќе направила, дека сега ќе помине, дека таа неколку пати поголема од планетата Јупитер, па сега, пасте небулоза, рецимо, не да поголема, таа се гледала само од Јужни пол. Тоа е исто, да ви кажам... астрономски, дали е возможно некое тело да се гледа исклучиво и само од Јужен пол? Не. Тоа е чисто аналогија, пример сега фудбалски терен, и да кажете дека само голман може да го види спротивничкиот голман, дека другите играчи не може да го видат. Радан, доста со аналогии, нема потреба. Само екзактно објаснувај го. Значи не. Невозможно е. Невозможно. Значи целото небо ние како што ротираме и по оската, и по оваа ротација, и по оската како еве Земја, еве планетата Земја, сега да кажеме, еве го северен пол тука. Така. Сите се, тој све овој човек што седи на северен пол. Немаме камерман моментот да зумира, зашто? Овој човек што седи на северен пол и овој човек што седи скоро до екваторот може да гледа све исто што гледа и овој. Така да и тој што е на јужниот пол. Аналогно се. Аналогно, тој што е од Бразил исто така ќе го види тој што го гледа и на јужен пол. Поготово што најголеми обсерватории се таму во Аргентина, во Чиле. Во Чиле, заради чистиот воздух. Они ќе го забележат. Но теоријата на заговор вели дека тоа намерно го сокривале бидејќи ќе уништило земјата да не се дигало паника. Боже мој. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Поздрав, Јанко. Здраво, повелете. Значи, не можам да опишам колку сум радосен за една ваква емисија што ја приреди. Секоја ти чест. Поздрав голем до гостинот што е присутен во студиото. Поздрави од мене. Она што ти го начна како тема. Сакам да го мимо моето прашање. Сакам да го ако може да го рчнам, да го чепнам гостинот. Вака. Зашто на швајцарските новчаници, зашто на новчаниците на старите маи, зашто на новчаниците на некои стари племиња кои што се од Мексико, значи е направена орбита на она планета Екс. И што тоа значи? Дали може да ни го каже тоа гостинот на емисијата? А денешните новчаници метални на швајцарската на Швајцарија и книжните ја содржат таа орбита на планетата Екс. Меѓутоа, она што мене ме интересира посебно, дали гостинот може да објасни и да ни прикаже што е можно попластично. Прашањето е следно. Дали постои според него мултиверзум? Добро, друже, забегуваме. Ова е астрономија. Тоа е теориска физика. Ти благодарам. Да. Физиката тоа е посебна тема, друже, мислам. Теориската физика е, Јанко, ако ми дозволиш само. Теориската физика е она што Тесла, она што Ајнштајн, она што понатаму го знае најверојатно гостинот на емисијата. Го имаат обработувано, го имаат создавано. Дали може да ни појасни и дали може да ни каже дали постои паралелен универзум, што подразбира под паралелен универзум и дали постои свикување на времето и просторот?
Добро. Ајде, да го поздравиме гадачот. Чекај сега, вака. Не. Значи, малце... Гледај се, ова се интересни работи. Ова се работи кои треба да се дојде кај вас, за да се дискутираат. Но, за да можеш да го дискутираш ова, дури као теорија на заговор, бидејќи се ова е прочитано од интернет. Знаеш, некој рекол, некој кажал. Значи, човек кој никогаш не се сретнал со наука. Значи, некој научно да му преда. Ја зошто ја дојдов на вашите предавања, на вашите предавања за да знам, да можам да филтрирам што е вистина, што не е вистина. Да не би да манипулира. Да, не би сакал околу мултиверзуми и паралелни универзуми, затоа што... Недокажана работа, тоа е теорија. Теориска физика. Да, тоа е баш денеска што се, значи во модерната наука тоа е буквално на рамките на науката. На работна наука. Да, на работна наука. Тоа е теорија. Тоа е теорија. Постојат математички модели, мада никакав мерлив доказ немаме за тоа. Значи не постои никаков мерлив доказ. Можда во идни, значи добиеме, ама али теоретски некои работи држат на хартија, држат. Така, значи тезите постојат. Да, ама за мултиверзум, за единствен универзум, за повеќе универзуми, за циклуси на универзумов наш и така натаму, но сето тоа е во рамки на теорија. Од проста причина затоа што во природа ништо не постои што е едно единствено. И ние тешко прифаќаме таа работа. Дури сами себе си кои ќе почнеме да се преувеличаваме дека сме ние единствени. Ние сме само дел од нешто големо, општеството и така натаму. Така и со универзумот. Не постои една планета, постојат повише планети, не постои една звезда, повише планети, звезди, не постои една галаксија, постојат милиарди галаксии. И сега зашто би еден број бил привилегиран? И таму сега постојат нови математички, сега се почна да се мешат поимите мултиверзум со паралелен универзум. Што е сега паралелен? Сега паралелен универзум е холивудски термин. Мултиверзум е више научен термин. Научен термин. Сега, тука ќе застанеме, со тоа више ја не сум, ви кажам, тоа ми е жив песок, ќе влеземе и ќе се давиме, не е проблем. Значи не можеме ништо валидно да кажеме, затоа ја не можам да кажам ништо, нити па сето тоа е во рамки на теорија. Да. Што се мај тиче и за Нубиру и за само еден податок, мислим, сите човек се ви кажат ќе се повикат секој ќе се повикат на Тесла и на Ајнштајн. Одма тоа е шема. Кај луѓе за поборниците на такви теории. Тоа е шема. Ако сакате некој одма ставите ги на Ајнштајн и Тесла испред себе и вие сте заштитени. И он го рекол. Ја го имам читано Тесла, никогаш ова не го спомнал, нигде. Не, за не стана што стои на, мора да признам дека сам не сум упатен што стои по тие новчаници, ама не е ни битно. Само еден факт. Мајте не знаеле за точак. А што е тоа новчаници? Банкнота. На банкнотите нивни. Да, добро, на банкнотите, добро, не све. Ја мислев на паричникот, викам што на паричникот? Не, мислев дека го дека била ставена орбитата на таа. Да, не е битно. На слика може ставите што сакате, не никаде не. Мајте не знаеле за тркало. Тркало. А сите ги величат. На крај мајте успеале да изумрат. Успеа. А сите ги прават како да се ненормално умни. Не се. Ако не си доволно умен да опстанеш из историја, не си доволно ни заслужил да те цитирам. Гледај го филмот на Мел Гибсон за нив и свете е јасно. Добро, пази, секојаш постоеле барбарски цивилизации, па на крај и ние сме на некој начин барбарска цивилизација. Колку да се сметаме ние за тоа што ја и ти ќе се најдеме во иднина, нели со тоа временски кои ќе се гледаме низ историјата, кои ќе почнеме да гледаме какви се најмодерните операции, ќе кажеме повие се барбари. Луѓе, не живејте во страв. Не постои таква планета, нити е виден. Затоа што ако имаше такво нешто, прво не може да се сокрие. Да, модерната наука не дозволува да се скрие ништо. Не можете, никој више не може да ги контролира. Затоа што паралелно имаш од 300 места каде што најдобар доказ за теорија на заговор е по мене Wikileaks и Snowden. Најдобри докази. Значи вие имате високо конспиративен сет на владите, на кој што сите мислиме дека управуваат, што е де факто, на некој начин ни управуваат со светот.
и доаѓа некој си тип, па пушта све ни се. Ние знаеме кој со кого пиеш на пајско, кој министар со кој министар прави овакви работи, онакви работи. А камо ли да прикријат дека не слетале на месече? 400.000 луѓе работеле на програм на Аполо. 400.000 луѓе работеле на програм на Аполо. Како ќе ти скриеш? Русите као да не можеле тоа да го следат. Не има дури и самоходка горе. Не само тоа. Најголем подвиг и признание од страна на русите е што пилотските значки на космонаутите кои биле главни конкуренти на Аполо мисија, кога слетале овие на месечина во знак на почит, не на пораз, него на почит кон американците им пратиле нивни пилотски значки. Во време на студена. Во време на студена војна, пазите, тоа е признание едно огромно. Вие се тркате со мене, ние сме спортисти. Ако вие ме победите, значи дека треба да ве упукам. Со следниот гледач. Добро вечер. Знаем дека теориите на заговор секогаш тие се многу поинтересни од што екзактните астрономски. Режија, дали имаме некој на линија? Добро. Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, поставете прашање. Па не би поставил прашање, ја би се сложил со претходниот гледач. Да пообјасни гостинот воопшто можност на паралелни галаксии и дали се воопшто. Универзум е очигледно единствен. Не може универзум, самиот збор универзум, значи едно. Дали се тој шири или се приближува? И дали е имал можност гостинот да посети ЦЕРН у Швајцарија, каде се, како да речам, бара она Божјата честичка. Што е било пред Биг Бенот? Ако тоа не може да објасни, све ово фарса. Добро, ви благодарам. Пуштите, смените канал, што да ви кажам. Не, нека се зачуе неколку минути да му објасним за Божјата честичка. Јас сум домаќин овде, ја ќе кажам што ќе се збори, затоа што овде ќе излегуваме од она што е муабетот. ЦЕРН и ЦЕРН, за кој очигледно дека нашиот гледач чул, ама не знае што се работи и што е во суштина, ја го следам ЦЕРН откако се прави. ЦЕРН, и затоа не можам да дозволам манипулации за да се збунува и целата моја публика. Прво, паралелни галаксии е поим кој е оксиморон, ништо не значи. Значи, дури не можеме ни као научна фантастика на Холивуд да го даеме на филм, паралелна галаксија не постои. Има холивудски паралелен универзум, дека постои универзум и дека се у некој друг универзум, Јанко исто ова го прави у исти момент, вади пиштол и се самоубива, а овдека си продолжуваме муабет. Тој ви кажав, тој е холивудски. Тој е холивудска. А сега, дали постојат повеќе универзуми или се? Науката ништо не докажала. Тоа е една работа. Друго, значи постои теоретска физика, постои практична физика, значи да ви кажам, таа честичка за која вие Божја не знаете никаде да изговорите. Многу интересна приказна која се вика Хигс бозон честичка. И таа е откриена. Скоро. Еш мало. Признание. Ама не ни знаат што значи таа честичка. Знаат, се ќе ви кажам, не за Хигс бозон, за името Божја честичка многу приказна, многу лепо приказна. Ве молам, немој да влегуваме во. Јас сум длабоко религиозен човек и за мене науката и религијата воопшто не се спротивни, ставени. Не, мислам дека за гледачите ќе биде интересно, више никош нема да спомнуваат Божја честичка овакво. Терминот Божја честичка е комплетно недоразбирање. Всушност тој го употребил човекот кој почнал да работи, пишувал книга за неа. Ама он спомнувал на англиски се тоа вика God damn particle, затоа што или проклетата честичка. Ајде можеме да кажеме дури и ѓаволска честичка. Затоа што толку се труделе да ја најдат, ама не успевале. Стално им бегала, што си трчиш, па немаш да стигнеш. Свативме. И кога почнал да пишува книга, овој едитор му кажал бе многу ти е долг назив тоа God damn particle. God particle. Тргни го тоа damn, стави само God particle и се продавало кола. Значи, зашто се работи? Не се работи за никаков бог, едноставно човекот кој уредувал книга крстил така. Значи, малце ако ги следите, дури го имате и на YouTube, моментот, кога ја открива таа честичка, лани, преклани, кога беше, кога сите научници од свет дојдоа, господинот
Хигс дојде, се расплака, старе 80 години и така натаму. Доби Нобелова награда. Доби Нобелова награда за тоа. Следете ја науката, мислам, не следете пет парачки некои портали каде што ќе ве прелажат со основа. Значи, се работи. Основното прашање, бидејќи не знаете зашто, мислам, прашувате, не знаете зашто прашувате. Зошто е битна таа честичка и зашто ја бараат толку години? Тоа е моментот да откријат. Кога почнал универзумот, све била енергија. Да. Во кој момент енергијата почнала да станува материја? Да. Значи, дури тоа не е ни честичка, туку е поле низ која енергијата кога поминувала, забавувала, значи ова е најупростено, јас се трудев многу новинарски да го средам, мислам дека многу добро ми успева во тоа. Значи, тоа е едно поле, Хигс бозон, честичка поле, тоа е толку мало да можеш како честичка да го гледаш, во суштина делува како поле низ која ќе помине енергијата, забавува и добива материјална форма. Тоа е моментот кога во универзумот, кога све било енергија во експанзија, почнало да се создаваат првите честички од кои подоцна се создаваат молекули на атом, на јадро и така натаму и така натаму. Тука близко. Тоа е најдено и тука нема апсолутно никаква теорија, нити на заговор, нити мистерија. Мистерија, затоа луѓе ви велам, фантастична е оваа работа. Скопско астрономско друштво и нивните предавања. Многу ќе научите. Многу ќе научите. Нема срам. Ја имам 50 години и отидов на овие меѓу деца каде што имаш и 18 годишни. И нема никаков срам. Ја уште еднаш сигурно ќе ги повторам тие. Зошто? За да сватите што е лажка на Холивуд, да ве манипулира, да верувате на некои култови и така натаму. Науката е прекрасна. Таа е толку интересна, луѓе мои. Вие сакате да избегне, науката нешто крие, некој заговор, нешто ово, она, вамо таму. Ние криви за тоа. Има нешто. Не е дека нема. Не е се одговорено. Ама не до олку. Не е до олку. До паралелни галаксии. Дај, мислам. Ама нема зашто ви тоа го прави. Не разбирате. Луѓе често сметат дека и НАСА е некоја конспиративна организација која нешто нешто крие. Чисто за податоци да знаете дека вие постои веќе околу 20 години со YouTube овакво дека сите податоци и фотографии од Марс се заматени, дека таму постои цивилизација која НАСА ја прикрива. Добро, ако НАСА ја прикрива, што прават русите, што прават кинезите и они имаат телескопи? Не само што не прикрива, него не моли. Во повелет, значи Марс, денеска на Марс имаме 2 ровера. Околу него летат 4 орбитера. И сликат, Марс е мониториран 24/7. Значи нон-стоп. И дури молат ако видите и нешто. И слика, и тие слики. Денеска што слика, вие денеска ги гледате. Ма нема НАСА време, него ме моли. Ај волите, погледате фотографии и видите да најдете нешто што би било интересно за нас како цел да целиме. Дури многу дипломски работи се направени, се не за магистарски, докторски, ама знам дека се дипломски работи направени само за тоа што да луѓето гледале во тие сликите. И од Сатурн, и од Дај го мојот компјутер. Драги мои, сите имате помалку или повеќе компјутер. Значи, Google Earth е програма која е бесплатна за сите. Да. Во Google Earth, покрај земјата, имате уште 2 објекта, месечината и Марс. И можете, како на Google Earth, да зумирате и да ги гледате детално фотографиите, максимално колку што се, што е се откриено. Значи, дури и со реалните фотографии од зголемени, зумирани, па со објаснувања на сето тоа. Еве, преиз науката, да ја славиме науката, за да, не да бидеме поинформирани, да знаеме повеќе. Има фасцинантни работи овде, кога можеш до утре за бајле да седиш. Исто така ја имате, ова е Марс. Еве е месечината. Еве е месечина. Ама не, добро, ова се стари слики. Ама вие денес како отворите, да кажеме, за сликите има од Mars Curiosity или Mars Opportunity Rover што се таму. Овие се обновуваат годишно фотографии. Ова е daily, значи буквално секој ден можете да отварате да видите што денеска работеле. Така. И тоа не од една камера. Мислим дека за Curiosity има 4 или 5 камери има по кој и буквално ве мотивира НАСА. И ова. Погледајте. Ако сакате
и научите малце од астрономија, можете, го имате на Google Earth и астрономското небо. Можете дури со звездијата ги имате, ги можете научите, да зумирате, можете да ги откривате планетите, звездите со звездијата, па и со некои базични податоци за некои од имаше добра теорија зашто се рецимо има рецимо крстово, некои мислеа дека дури тоа Не, тоа е од леќите. не од леќата. Хабл нема леќа, он има огледала. Па тоа предното огледало фачки што е секундарно огледало, има држачи, тие 4 држачи вака. Па они ги даваат овој тоа е дифракција, на дифракцијата. Да, тие што имат леќа, они немат. Кога сликате со леќи, они онда немаат овакви. Ова е веројатно некоја галаксија. Да, сега чисто им прикажувам на луѓето да можат да видат, еве, HD... Тоа се имиња на звезди, да. НГЦ, НГЦ тоа е галаксија. Еве, например, која е ова... Не мора да биде галаксија, тоа да. Ова е звезда. Не, НГЦ, да кликнете намо кај што е. На НГЦ, да. Така. Се уште тука кликнете. Сега ќе видиме што е. И ќе не зумира. Еве, вака можете и звезди и галаксии. Во овој случај е галаксија, мислам дека. Да. Во овој случај е галаксија. И пишува Да. нели, и координатите како Да. се гледа. А се во ова можете да го научите и на во Скопското астрономско НГЦ друштво. картинг од New General Catalog. New General Каталог. каталог. Да. Тоа не сум го знаел. Видиш, фала ти многу. А што ИЦ значи кратинка индекс каталог. А што значи USS United States Ship? United States Ship. Ship. Да. Spaceship. Има уште еден гледач да не остане извисен, кој ќе биде последен, веќе 2 часа ги исполнивме. Стварно? Да, 12 часот е... Кој би рекол? Да, ја можам и до 4 сабајле, искрено да ти Па кажам. можеме и у гасти. Но, сите вие што имате вакви чудни прашања, ве молам, не се навредувајте што, например, јас и Радан не веруваме во тоа. Тоа е, нели, како што вие верувате, имате право, ние не веруваме. Но, еве ве каниме, ве кани Скопско астрономско друштво на предавање, ја ќе го назначам, каде што ќе се дебатира токму за овие работи што сакате да се дебатира. Теории на заговор. За HAARP, за chemtrails. За HAARP, chemtrails. За знамето на месечина. Знамето на месечина. Што е теоријата на заговор? Знамето на месечина. Па знаете што секој кој ќе дојде, луѓе кои ќе ви постават прашање, бар мене кои ќе ми постават на площад, пошто сум често стоел. И као, кај е знамето на месечина? Чувеното знаме на месечина, дали го има? Американското. Да. Зашто се тресело? Зашто се виорело? И сега треба, баш има многу во приказано. Тоа има железо на кое е поставено. Има уште поубаво приказано. Да. Ама ќе го оставиме за 18. Ќе го оставиме за предавањето. И последниот гледаш, добро вечер. Ало, Јанко, добро вечер. Здраво, повелете. Поздрав до тебе и до специјалниот гостин до емисијата. Значи, вака имам две кратки прашања. Розвел 47, освен теорија за балони, нешто друго интересно да ни каже. И 50-тите години во Британија формираната агенција Black Men in Black, после филмот правен по нив. И сакам за тие работи. Имам многу други теми, ама да не одлажам. Пријатно се најубаво. Поздрав до гледачот. Вил Смит ќе го поканам во емисија или преку Skype, бидејќи он е еден од истакнатите членови на Men in Black. Не е Хали Бери. Камо да е Хали Бери. Exactly. Ајде се. Слушај, мислам дека у сала Борис Трајковски теориите на заговор ќе треба да правите. Но вака сега. Вие сте научно определени. Луѓево малце размислуваат надвор од научните рамки. Никој да не се почувствува навреден. Како ќе изгледа тоа, например, кога ќе ви поставуваат вакви прашања? Вие ќе треба едноставно цело луѓе сакаат да дебатираат на темата, а не да им ја изнегирате темата. А вие као научници сте должни да ја говорите вистината. Е баш тоа. Значи, тоа не е вистината, тоа се само аргументите. Ставиш аргументи на маса, па вика ти боговите чутат кога се аргументите на маса. Сега, тие аргументи ние им вадиме од кај што ги вадиме, нели, од учебници, од интернет, така натаму, од разни емисии, така натаму. Сега, стварно ви кажа, сега тој збор верување баш не е многу добар кога се работи. Ама ајде да го спомнеме, значи, и Розвел, и област 51,
Area 51. Која можете да ја видите на Google Earth, постои реална, аеродромите, све тоа. Пази, некој имал намера да направи, во Америка многу лесно се прават пари. За разлика од овдека не можете да направите пари, да го ставите кривалак, некаква си чудна конотација и да напишете книга, каква го сакате книга, напишете на македонски, во Македонија не знам кој се тиражи и баш не знам да не ги подценам овие едитори, ама муаметот ми е, некој негде прави убави пари на луѓево што сака да веруваат во сешто. Интересно е кај луѓево што веруваат и во една теорија, и во друга теорија, и во трета теорија, а може да се три теории буквално спротивставени една на друга. Ама во сите три веруваат. Тие ќе веруваат и дека пирамидите ги направиле на земјаните, и дека Хитлер е се уште жив. И не знам што, ама сите тие све се верува. Не знам каква врска ќе има ова со со Скопското астрономско друштво, но во секој случај тоа ќе биде као црните дупки, ќе биде едно од најпопуларните и најпосетените предавања дефинитивно. Тоа е моја идеја. Моја идеја да се потикне критичко размислување. Одлична ви е идеја. Да, значи да почнеме на луѓето да кажат чекај, па можда стварно Розел никош не бил приказна. Можда знамето месечина никош не требало да биде приказна. Може требало да биде нешто покреативно, да натераме НАСА да направи уште еден лет. А она што е најважно во целава приказна е да малце се заинтересираме за науката, не само на интернет што ќе прочитате или ќе видите некој клипче на YouTube, туку малце посериозно. И еден најинтересен чекор. Ја немам подобар начин, не ве терам ни книги, ни ништо, но нема подобар начин да се дружите со луѓето од Скопско астрономско друштво кога имаат предавања, кога имаат своји курсеви и слично. Утре вечер идеме да го гледаме филмот Интерстелар. Тоа ни е вака, иако е жанрот научна фантастика, доста е базиран на наука и ќе биде доста интересно за гледање и за дебатирање. Ќе има кратко предавање за црните дупки пред филмот, ќе се одвива таму како едно така да му се даде. Ќе може да видат нашите слики, од што сме ги сликале ние. Тоа се ваши фотографии. Ви имавте и курс по фотографија, како да се слика? Се уште не као официјален курс, меѓутоа секој тој што ќе се зашлени, секој тој што ќе се зашлени со нашето друштво може да дојде со нас на терен. Мене, моја лично најдобра активност е кој ќе одам на терен со телескоп. Тогаш свети станува јасно. Не, тогаш сме ја и небо едно. Тука више нема више посредници. Нема лажи, нема преваре. А фотографирање е исто многу фина активност, малце е по-захтевна, малце мачна, али затоа се резултативе се по-благи. Али секој тој што ќе се зашлени ќе може кај нас. Значи ние сме стварно отворено друштво, сакаме да го предаваме знаење, пекаме за квалитетни луѓе кои ќе фатат, ќе загрезат. Значи, ја стално кажам, кој ќе дојдат луѓе да ми прашаат, поготово родители, каков телескоп да купиме на деца? Никаков. Никаков. Само дојдете кај нас од друштво, имате телескопи за гледање, имате телескопи за фотографирање, натерете го само да сака да учи, нема никако. Јас сум тука исто така жедан да некому предам тие знаења, така да. Не никаков проблем. Не купувате телескоп. Мислим, купете си секој случај, ама ајде се договориме. Еднаш месечно доаѓа овде. Па ако можеме, ај сега да не ветувам, ама ќе гледам, ајде. Ајде да правиме, знаеш, да не им досадиме на луѓето за тоа. Напротив, мислам интересот е голем, барем можеме да посветуваме едно најкратко за активности. Она што е актуелно на небото, да не одиме премногу далеку, нели, да останеме тука на нашево видливо небо, она што може да се гледа, што можеме да препорачаме и така натаму. Јас би сакал да малце биде помасовно, пример, да кажеме луѓето ме знаат по плоштади, нели, објектите на плоштади, ама пасите, тоа се 3 или 4 објекта. А на небо знаете ли колку ги има? Почитувани гледачи, и тоа беше се за вечера. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно. Лека ноќ од мене, пријатно.